Во зимскиот период најмногу треба да се внимава на пролизгување на замрзнат снег, но и да се внимава на лавини, да се носи соодветна облека која ќе биде топла, но не толку за да го поти планинарот. Во зависност од временските услови треба да се носи облека што ќе штити од ветер или пак е топли додека планинарот е во мирување. Движењето на планина со добра подготовка и претходна обука за ориентација можат многу да го олеснат движењето во зимски услови. Добрата подготовка пред тргнување и претходната обука за ориентација, користење на топографска карта или компас можат многу лесно да ви помогнат при движење. Пред тргнување треба да бидеме спремни дека секој во групата има карта и добар опис на маршрутата ако користиме GPS и во тој GPS апаратот ставиме повеќе контролни точки. Многу планинари и алпинисти овој зимски период користат алтиметар за мерење на надморска височина и така одредуваат и својата местоположба. Планирајте безбедна маршрута, избегнувајте заснежени реки и езерца, снежни мостови, скриени дупки покрај трупци и камења, дупки во снегот околу дрвијата, одрони на камења и сипари, како и лавински места, вели Мартин Величковски. Доколку залутате, запрете и размислете каде и кога сте залутале. Проценете дали можете да се вратите на последна позиција, останете присебни, проверете ја картата и компас, GPS-от доколку го поседувате. Логорувањето и чекање на подобри услови најчесто е најдобра комбинација за излез од споменатата ситуација. Никогаш не подценувате на претходно познавање на терен доколку се најдете во услови на минимална видливост. Останете заедно, тоа е едно од најсигурните места на планина дали во летен, дали во зимски период. Од непроценливо значење е да ја почитувате планината, добро да ги знаете ризиците што таа ги носи и секогаш да бидете информирани какво време ве очекува. Затоа секогаш безбедноста нека ви биде на прво место. Планината секогаш ќе биде на истото место.